Една тема со двајца различни соговорници ќе ја дискутираме во минутите кои што следуваат. Секој ќе даде свое мислење од агол на својата професија и работа. Во ведвојстата ни дава анкетата која што ја направи колешката Зорица Николовска. Светската здравствена организација предупредува дека дебелината од 80-тите години на минатиот век во земјите од Европската унија, но и во Македонија, трикратно се зголемила, а особено загрижува фактот што 75% од заболените од прекумерна тежина не се свесни за својот проблем, додека секој петти не превзема никакви мерки за лекување на истата. На светско ниво, дури 39% од зрелата популација на возраст над 18 години се со прекумерна телесна тежина. Ве прашуваме, кои се главните виновници за прекомерната телесна тежина? Дали секогаш е генетиката во прашање или пак нашите навики? Тоа претежно лошите навики на луѓето и недвижењето, слабото спортување и така да и исхраната треба се бира исхраната која би се користела. Па мислам дека нездравиот начин на животот. На кој начин вие одржувате вашата линија? Како се грижите за вашето здравје? Па обично препарати нешто не користам, него одам на поприродна храна и така. Спортувам исто, одам 3-4 километри пешачам. Ако има генетика таква, тогаш може да е и тоа, а и нездравиот живот. Леп, повеќе јаглени хидрати, повеќе. Забите, ако јаде повише, тежината е тука. Друго нема што. А на кој начин вие се грижите за вашата телесна тежина? Спортувате, се храните здраво? Избегавам мрсни јадења, попосни. Воќе, вовоше, едно, друго и тоа. Генетиката има влијание, меѓутоа најповеќе има исхраната. Па спортувам најповеќе, пешачам, а второ немавам на исхрана. Според податоците од Светската здравствена организација и нивните истражувања, во Европа, но и во Македонија од 80-тите години наваму, бројката на луѓе кои што страдаат од прекумерна тежина се зголемила дури тројно. Дебелината добива епидемиолошки размери, потврдуваат и докторите. Македонија пак го доби првиот центар за лекување од прекумерна тежина кој функционира во градската општа болница 8 септември. Како функционира, кој се може да ги добие услугите, колкав тим на доктори стојат на располагање на нам граѓаните, е тема на која што разговараме со доктор Хасан Танер од градската општа болница 8 септември, ендокринолог, началник на интерните оделенија. Добро утро, докторе, и добре ни дојдовте. Добро ве најдов, фала ви за поканава. Ајде на самиот почеток да продискутираме за темава за која што се чини изминативе години не се става во толку сериозен контекст, а бројот на граѓани кои што мака-мачат со прекомерната тежина се зголемува. Проблем е не само кај возрастните, туку и кај децата, и тоа го потврдува статистиката. Да речеме, сите студии потврдуваат дека има околу 40% застапеност на дебелината кај децата, особено во адолесценцијата. До 2030, ако продолжи овој тренд, процентот ќе достигне до 60, што не е воопшто малку. Да, како што кажавте, има голем подем на дебелината, веќе представува пандемија во светот. Кај децата исто така е, за жал, е многу поголем процент има децата во сооднос со возрастната популација, кој што не бил пример во претходниве 3-4 декади. Меѓутоа, последниве 10-15 на година, веќе и кај децата имаме голем процент на дебелина, така да во светски размери изнесува околу 40-45%, како што кажавте, до 2030 година, според проекциите на Светската здравствена организација, може да стигне ова проценка да биде околу 50 до 60% кај децава. Што се однесува до возрастната популација, околу 30 до 40% е негде. Порано се знаеше дека е болест на развиените земји, меѓутоа за жал денеска знаеме дека оваа болест не е само болест на развиени, туку и на земји во развој и дури и во земјите кои што не се развиени. Причината за тоа е дисбаланс во исхраната, нередовна исхрана, физичка активност, нерегуларно внесување на големи количини на калории. Сето тоа придонесува на дебелината, за жал. Кога ги споминавме децата, треба ли конечно да излеземе од матрицата која што ја воспоставили генерациите пред нас, дека само дебело дете е здраво дете?
Не, тоа не е Нели, точно. така го зборат Да. и бабите и дедовците. Јади сине, храната е здравие. Да, храната е здравие, но не секоја храна Не е здравие. секоја храна треба да се храни и децата, посебно треба да се внимава кон нивната исхрана, меѓутоа таа исхрана треба да биде балансирана, да бидат внесени сите потребни хранливи продукти, меѓутоа во процентуално да бидат застапени од сите помалку, така да најчесто препорачуваме најголема застапеност да биде на јаглени идрати, меѓутоа тоа не треба да биде 100% од исхраната, туку да биде околу 50 до 55%. Еден добар дел, околу 30% да биде протеини и околу 10-15% да биде масти. Ако вака се рамномери оваа исхрана, тогаш нема да имаме проблем со дебелината во детската возраст. Меѓутоа, иако сепак само исхраната не е причина, само може да бидат и други причини. Тука, пошто оваа дебелината е хронична болест и мултифакторијална болест, кај што делуваат повеќе фактори. Тука влегува во дејство има и генетиката, исто така физичката активност, фамилијаната анамнеза на пациентот и други фактори кои што може да делува. Колкав тим на доктори е на располагање на граѓаните? Како функционира, докторе, центарот? Нашиот центар е прв центар, како што кажавте, во Република Северна Македонија. Тука мултидисциплинарна е оделението, центарот уствари. Тука работат ендокринолози. Имаме 6 ендокринолози кои што се во моментов работени во нашава болница, а исто така функционира и нутриционистот, психолози имаме, а истовремено имаме и кардиолог, гастроентеролог и ортопед кои што се најповеќе барани за овие пациенти кои што имат дебелина. И кој е принципот на работа? Каков е третманот на пациентите? Се следат ли во текот на работата? Дали тоа претпоставува и одредена физичка активност? Првенствено, пациентиве им препорачуваме, прво се зема една добра анамнеза од пациентот, после тоа се испитуваат лабораториски анализи, клиничко испитување се прави, се пресметува процентуалната застапеност на масното ткиво, индекс на телесна маса, тежината, висината, сите тие антропометриски податоци се запишуваат. После тоа почнуваме првенствено со едукација за исхрана, едукација за физичка активност, кој што се дава од страна на нутриционистот. Исто така и психичкиот момент кај овие пациенти е многу важен и затоа кај тие пациенти кои што внимаваме дека имаат потреба од психичка поддршка, нив ги упатуваме на психолог и после тоа даваме еден извесен период, а тоа изнесува околу 3 до 4 месеци, да видиме со тој начин на исхрана и физичка активност колку од својата вкупна тежина ќе изгуби пациентот. Според сите испитување, знаеме дека за да има метаболен бенефит кај овие пациенти, тие треба најмалку да изгубат околу 5 до 10% од вкупната тежина. Со физичка активност и регулирање на исхраната во првите 3-4 месеци, дел од пациентите успеваат да дадат барем 5%, кој што е задолжително за да се утврди дека има успех во таа терапија. Меѓутоа, ако не се успешни пациенти во тоа, тогаш одиме на втора етапа, таа е етапа со фармаколошка терапија. Што се смета за прекумерна тежина? Секој од нас различно го перцепира. Ако ме прашате мене, ќе кажам мојата тежина е прекумерна тежина. Дали 5 килограми повеќе се прекумерна тежина, дали 10 килограми се повеќе се прекумерна тежина? Која е онаа граница која што сериозно треба да го крене алармот? Значи, им користиме за утврдување дали се работи за прекумерна тежина или обезност, пошто тие се два различни двоима, да. Имаме неколку параметри, еден од тие е индекс на телесна маса. Значи, овој индекс, ако изнесува од 25 до 30, тогаш се работи за прекумерна телесна тежина, меѓутоа индексот, ако се зголеми над 30, тогаш се работи за дебелина и има неколку групи на дебелини, лесно дебели, потешка група и екстремно дебели пациенти, кои што изнесува индексот над 40 кај овие пациенти. Истовремено, дел од пациентиве имаат тежина, меѓутоа во однос на висината и во однос на мускулното ткиво, таа тежина не представува ризик за здравјето, меѓутоа кај тие пациенти кај што тежината најповеќе е застапена од страна на масното ткиво, кај нив имаме ризик за големи компликации од дебелината. Соработуваат ли нашите граѓани? Што најтешко им паѓа во целиот тој процес? Во целиот процес е исхраната и физичката активност на второ место доаѓа, а најлесно прифаќаат кога им се препорачува фармаколошка терапија.
Сите некако најлесно ја прифаќаме таа фармаколошка. Да, за жал така, меѓутоа треба да знаат дека фармаколошката терапија не може да биде успешна ако заедно со тоа не оди и сраната да се регулира. Би сакала малку да продискутираме за таа фармаколошка терапија. Некаде прочитав дека постои, ја нема на позитивна листа, но претпоставувам дека не треба и не може секој да ја зима. Да. Ние од прошлата година имавме една програма од страна на Министерството за здравство и од фондот околу 200-250 пациенти кои што беа вклучени на позитивна листа за оваа терапија. Оваа година, за жал, после оваа година се прекина ради економски причини, меѓутоа очекуваме, се уште сме во разговори со фондот, очекуваме дека во блиска иднина ќе имаме уште една група таква, кои што ќе може да примаат терапија од позитивна листа. Таа терапија се однесува, таа е најнова терапија која што се користи во светот и сегде во светот, посебно во европските земји, е на позитивна листа. Се утврдува ако има индикација за терапија, сите доктори кои што се занимаваат со оваа проблематика, почнувајќи од ендокринолози и другите специјалности, може да го препишат овој лек. Тој лек делува повеќе на центарот за ситост и на празнењето на желудникот, намалува апетит доста кај пациентиве и со оваа терапија околу во време трајање од 6 месеци пациентиве може да изгубат 15 до 20% од вкупната тежина. Исто така кружат многу информации, особено на социјалните мрежи, дел од нив се загрижувачки, дека голем број на млади кои што немаат прекумерна тежина, да бидеме реални и искрени, новото време наметнува многу поинаков изглед и стандарди кои треба да се следат. Дел од младите кои што сакаат многу брзо да ослабат, информациите се дека пијат терапија за третман на дијабет. Сакам кусо, не е во рамките на ово што го зборуваме, но кога сме кај посегнувањето по лекарства. Значи, индикацијата треба да се постави од страна на докторот кој што се занимава со оваа тема. Некои луѓе, знаеме и ние, имаме и добиваме различни информации од пациенти дека на своја рака ги земаат овие лекови, тоа не е убаво и може да биде во штета дури на пациентот. Затоа треба првенствено да се види точно дали има индикација. Ако има индикација, тогаш многу лесно можеме да почнеме со терапија и таа терапија ќе биде ефикасна. Таа терапија веќе почнавме и за децата, после над 12 годишна возраст, веќе од Светската здравствена организација и од FDA во Америка веќе доби согласност само за пациенти што имаат дебелина. Кај нас се уште немаме таа согласност, имаме согласност за пациенти кои што имаат дебелина плюс дијабет кај нашиве пациенти. Меѓутоа ќе има и во Македонија сигурно. Со колку пациенти во моментов работите и која е возраста? Колку од нив се млади? Кај нас ние месец и пол дена веќе почнаме да примаме пациенти преку регуларен упат од матични доктори нивни, преку мој термин. Веќе имаме констатација дека има голем наплив на пациенти, има доста што сакаат да дојдат и сите термини ни се полнети сега за сега. Повеќето од нив се млади пациенти во возраст од 20, 30 до 40 години. Многу малку имаме, околу 20% ни се повозрастната популација. Исто така доаѓаат и адолесценти над 14 годишна возраст, тие може да дојдат кај нас, додека децава одат на детска клиника. Имаме и такви 16-17 годишни, меѓутоа најповеќе застапеност има кај луѓе од 2, 3 и 4 декада. Слабењето е сериозен процес. И споменавте, не е само физичкиот аспект, туку во голема мера треба да се работи и на психолошкото здравје. Колку семејството игра важна улога во целата оваа приказна? Првенствено, овие пациенти не треба да се стигматизираат. Стигматизацијата представува најголем проблем и представува проблем кој што дава, кај пациентот создава отпор кон терапија. Пациентот се изолира, не се појавува во јавноста и одбива да зема едукација или препораки и терапија за својата болест, бидејќи дебелината не ја прифаќаат како хронична болест. Се уште има отпори кај народот, веќе полека веќе почна тој отпор да се крши. Меѓутоа, кај пациентиве веќе тие што имаат констатација дека се работи за хронична болест, дека ова ако е болест треба да се лекува, тие прифаќаат и доаѓаат кај нас. И ние според тоа одредуваме, ако имаат потреба за психичка поддршка, психичкиот момент е многу важен, мотивацијата е многу важна кај овие пациенти, треба да прифаќаат првенствено да се лекуваат и да знаат дека може да бидат или голема веројатност ќе бидат успешни во таа терапија. Во неколку сегменти го споменавте, ако се утврди дека треба да се лекува. Се лекува ли, докторе? Колкав е процентот на
успешни приказни за да ги мотивираме оние кои што не гледаат? Со фармаколошката терапија имаме доста успех. Добро. 2/3 од овие пациенти се лекуваат со терапија и што е најважно со фармаколошката терапија не прави, што викаме ние во наводници, јојо ефект. Значи после прекинување на терапијата одма дел од пациентиве ги враќаат тие што биле порано на исрана или физичка активност, ги враќаат килограмите. Меѓутоа со фармаколошката терапија овој процес се пролонгира. Дури имаме пациенти, имаме податоци од светските центри и европските центри, дека може да продолжи до 2 до 3 години без да се вратат тие килограми назад. Успешноста е голема, 60 до 70%. Само за тие пациенти кои што немаат успехи со оваа терапија, се препорача последната опција, таа е баријатрична хирургија. Која е опцијата да се закаже термин? Преку мој терминоди, како е функција? Преку мој терминоди со регуларен упат од матичен доктор. Имаме во моментов имаме 3 пати неделно амбуланта. Ќе видиме во наредниот период, зависи од кадровскиот кадар со докториве, може да направиме и секојдневно да има, така да имаат пристап пациентиве, моментално немаме проблем. Доктор Хасан, ние ќе следиме работата и секако ќе имаме повод за следни средби во Македонија. Наутро, благодарам за денешните информации. Ви благодарам јас.